Есента веќе пристигна, а тоа значи дека тиквите го завземаат својот подиум на пазарите. Постојат наразлични рецепти каде што може да искористите тиквата како главна состојка, а денеска јас со вас ќе го споделам мојот омилен рецепт за кремава супа од тикви. Кремава и полна со есенски вкусови, оваа супа ќе ве стопли па дури и во најстудените есенски денови. А кога ќе ја испробате, ќе стане вашиот омилен рецепт во кујната. Па ајде да ви покажам како да ја подготвите оваа крем супа од тикви. Најпрво ставете тенџера на оган. Изминатиот период започнав да ги користам новите гусени садови за готвење на мали и морам да признаам дека се одлични во секој поглед. Почнувајќи од модерниот изглед, премиум карактеристиките, предностите па се до цената. Изработени се од најквалитетен алуминиум и затоа најтопло ги препорачувам за сите оние кои што сакаат да подготвуваат супер вкусни рецепти, а воедно на крајот да бидат сигурни дека секогаш ќе успеат во тоа. Јас ги набавив овие садови од Веро. Може да се најдат само таму на 50% попуст преку купон плюс акцијата која е во тек. Во тенџерето додајте маслиново масло и започнете да го пропржувате кромидот и лукот. По 2 минути готвење додајте го морковот, компирот и исечканата тиква. Зачинете со сол и мелен црн пипер и добро промешајте. Оставете смесата да се прокрчка околу 5 до 7 минути, без да се грижите дека може да загори, бидејќи ова тенџер има посебен слој кој не дозволува храната да се залепи. Повторно промешајте и додајте ја супата од зеленчук или пилешката супа. Оставете целата смеса да крчка на средна температура околу 30 до 40 минути. Кога сите зеленчуци ќе бидат омекнати, со помош на пасатор или блендер изблендирајте ја целата супа. Додајте ја неутралната павлака и добро промешајте. Сервирајте во чинија и декорирајте со малку маслиново масло, кисела павлака во средишниот дел на чинијата и наросете свежо исечкан макдонас. Кој не би посакал ваква крем супа со невкусниот есенски плод? Се надевам дека ќе го испробате овој брз и интересен рецепт и ќе ми испратите фотографија за тоа како ви испаднал. Точните мерки за сите состојки користени во овој рецепт ќе ги најдете во описот на видеото подолу. Бидете сигурни дека ќе ставите subscribe на мојот YouTube канал за многу повеќе видео рецепти во иднина. Имајте забавно готвење, а ние се гледаме наскоро со многу интересен и вкусен рецепт.